Изминативе денови во периодот од 19 септември до вчера, општина Ѓорче Петров пулсираше во знакот на културата и музиката, во рамки на манифестацијата Звуците на културата, со која беше одбележан и денот на општината 20 септември. Покрај со музички настапи, одбележувањето на денот на општината помина и во знакот на хуманоста, со организирање хуманитарна акција, наменета за најранливите категории на граѓани, како и со крводарителска акција, во која, како и минатите години, и оваа година се вклучија голем број граѓани. Во рамки на хуманитарната акција беа доделени 50 пакети со прехранбени производи и средства за хигиена, како што соопшти раководителката на одделението за јавни дејности Сонја Палчевска-Ќосева. Оваа акција е дел од активностите планирани за оваа календарска година, а до крајот на годината планирани се уште 3 вакви хуманитарни акции. Денот на општината вистина го прославуваме повеќе денови, но мислиме дека ова е дел што не сме никој пат да се испушти и затоа оваа година го проверивме прво списокот на луѓето кои што се социјално загрозени. Редовно правиме одредени хуманитарни акции со помош на одредени целни групи, посебно во деловите на исхраната, хигиената и се она што е потребно за прибор на учениците во таквите загрозени семејства. Значи во програмата како одговор за социјалата се ставени редовна посета на луѓето и морам овде да кажам дека ние веќе на терен имаме 5 запослени луѓе кои што даваат прва помош и услуга по 4 часа дневно на старите изнемоштени лица. Потоа имаме патролна служба, која што е денеска дел од нејзе овде, ги дели пакетите, кои што одат на терен и констатираат состојба, така и ги ревидираме списоците и се реално потребите ги знаеме на луѓето и дружиме, соработуваме и бараме секој пат помош од оние кои што можат да ни помогнат. И ова не е инцидентно како среќна нова година, туку е дел од активностите планирани за оваа календарска година. Традиционалната крводарителска акција повторно ги спои крводарителите од Ѓорче. Во Центарот за култура годинава над 70 крводарители даруваа крв. Општина Ѓорче Петров, која важи за хумана општина, секоја година дава по околу 600 нови крводарители, истакнува председателот на Комисијата за крводарување Љубинко Ристов. Ѓорче Петров како општина досега годишно дарува во просек неде од 500 до 600 крводарители, што представува една навистина доста голема бројка во однос на досегашните крводарители. Мислам дека Ѓорче Петровци заслужуваат една ваква акција да има и 2 пати годишно и што е во тек на една реализација да оваа традиционална акција биде и негде при крајот на месец мај од 2018 година. Председателот на Комисијата за крводарување упати и порака до сите кои досега ни дарувале крв, што поскоро да го направат тоа за подобрување на сопственото здравје, но најважно од се, за да спасат нечиј живот. Вака, инаку јас да ви кажам дека сум редовен крводарител досега, меѓутоа поради староста веќе престана да дарувам крв, досега имам дарувано над 130 пати, иначе крводарител сум од 65 година. Исто така во моето потресно семејство, каде што сопругата, синот, ќерката, снагата и сите браќа, сестри се крводарители, така да негде околу 30 сме на број од моето потресно семејство. Што и понатака мислам дека ќе продолжат да даруваат крв со цел да спасат живот на нашите болни. Некој не се плаши некој ако дава крв дека навистина после тоа чувствува потешкоти, не е точно. Значи секој после крводарување тоа е добро и за самиот човечки организам. Крводарителската акција е во организација на општината, Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина.